Почнуваме со вестите. А дека лагата секогаш испливува на површина, потврда е и првиот материјал во ова издание на вестите. Фалсификувани документи, издадени лажни потврди за полагање на возачки испит. Полицијата откри незаконско работење во Кочанската автошкола. Кривични за фалсификување документи поднесе на вработените во фирмата, но и на 75 мина кандидати кои ги искористиле пријавите за полагање на возачки испит. Не поминале ниту еден час на полигон без било каква претходна обука и без потребен број на извозени часови. Кандидати за возачи од Кочани се пријавиле да полагаат возачки испит во Штип. Полицијата се сомнева дека во Кочанска автошкола незаконски се работело и денеска до Кочанското јавно обвинителство поднесе кривична пријава против 3 лица на возраст од 50, 48 и 42 години и правното лице Делта Среќа Дуел Кочани, поради постоење основи на сомнение за сторени продолжени кривични дела, фалсификување или уништување на деловни книги и кривични дела посебни случаи на фалсификување исправи, изјави Гордана Панајотова. Прво и второ пријавените, како возачи инструктори, во периодот од 1 јануари 2014 до 26 април 2016 година фалсификувале 59 картони за оспособување на кандидати за возачи со намера да прикажат дека кандидатите имаат поминато практична обука за управување на моторно возило. Истите во наведениот период ја измамиле трето пријавената за содржината на 51 картон, кој врз основа на тоа издала 51 потврда со невистината содржина за стручна оспособеност на кандидатите. Кривични пријави се поднесени против 75 кандидати кои ги искористиле потврдите да пријават возачки испит. Останатите пријавени 75 кандидати за возачи во периодот од 12 март 2014 до 27 јануари 2017 година со намера да се стекнат со право на полагање на возачки испит во испитниот центар Европски возач од Штип, употребиле секој засебно 75 потврди, иако знаеле дека се со невистинита содржина. Ова не е прва кривична пријава од полицијата за оваа Кочанска автошкола. Лани СВР Штип на сопственикот и вработена во фирмата и поднесе кривична пријава за даночно затојување. Во сообраќајна несреќа денес околу 15 часот на патот Велес Штип во близина на селото Лозово загина 63 годишен скопјанец кој бил сопатник во автомобил марка Шкода со скопски регистарски таблички. Портпаролот на секторот за внатрешни работи Штип Гордана Панајотова потврдува дека на самото место загинал сопатникот во возилото, а возачот се здобил со повреди. Брзата помош од Свети Николе повредениот возач го хоспитализира во најблиската болница. Според првичните информации, до несреќата дошло кога патничкото возило Шкода излетало од коловозот. Извршен е увид на самото место од страна на јавен обвинител од Свети Николе и увидна екипа на полициската станица во Свети Николе. „31 март е ден на правосудството. Судските службеници од Штипското апелациско подрачје, но и од сите судови во земјава, денес излегоа на 15-минутен протест. Токму на денот на правосудството сакаат судската власт да ја потсетат дека и тие се дел од неа. Сметаат дека нивните барања се суштински, но во моментов нема со кого да преговараат поради актуелната политичка состојба во државата. Судските службеници од сите судови во државата на денот на правосудството излегоа на 15-минутен протест. Сметаат дека со овој символичен протест ја потсетат судската власт, од и тие се дел од неа. Подпредседателот на УПОС Верица Тасева вели дека ја поздравуваат одлуката за исплата на надоместокот од 10%, која е една мала одстапка на судскиот буџетски совет за службениците во судовите. Меѓутоа ние и понатаму не сме задоволни, затоа што нашите барања беа помногубројни и посуштински. Значи, најпрвено уште во декември 2015 кога го имавме предупредувачкиот штрајк, нашето барање беше и најсуштинско е тоа измена на законот за судска служба. Понатаму ние не баравме 10% надоместоци, туку бараме да се реши и за нас како на другите чинители, како во законот за судии, јавни обвинители и јавно обвинителски службеници, да биде до 35%.
Судските службеници понатаму ги бараат ветените, а не исплатени 5% на нивниот личен доход. Според нив во овој момент нема со кого да преговараат за барањата и проблемите на судските службеници. Ние сме свесни за чувствителноста на состојбата во која се наоѓа државата. Се надеваме дека набрзо ќе има разрешница и дека после тоа ќе седнеме на преговарачка маса. Судските службеници минатата година поради штрајкот добија две намалени плати од 40%. Забележуваат дека досега праксата покажала кога тие штрајкуваат, нивните колеги судии добиваат зголемени плати, а тие остануваат без исполнети барања. За сега ништо од ветените домови за стари лица во Штип и Кочани. Здруженијата посочуваат дека причината за стопирањето на активностите е моменталната политичка криза во која се наоѓа државата. Во Кочани работите се до половина. Само се бара инвеститор кој ќе вложи 2.300.000 евра во изградба на домот. Во Штип пак изградбата на објектот е стопирана, парите за инвестирање се потрошени, а нема ниту инвеститор кој е заинтересиран за јавно-приватно партнерство. Актуелната политичка состојба ја стопира изградбата на регионалниот дом за стари лица во Кочани. Преседателот на Кочанското здружение Ѓорги Серафимов вели дека сите предподготвителни работи се завршени. Основниот проект е готов и знајдена е парцела, но изградбата никако да започне. Баравме да се тоа да не биде во центар на град, него да биде некоја околина која што ќе обезбеде убав престој на луѓето. Така да кругот на старата касарна бевме насочиле една локација која што е доста голема и за други потреби и баравме преко локалната самоуправа, односно преко Советот на град Кочани, да изврши измени и допуна на урбаничкиот план и да вметне парцела, да обезбеде парцела од 6500 метра квадратни за градба на дом на пензионери во Кочани, регионален дом. Изградбата на домот за стари лица во Кочани според пресметките треба да чини околу 2.300.000 евра. Затоа е потребно да се склучи договор за јавно-приватно партнерство со инвеститор кој ќе концесионира со домот. Ни Сојузот, ни Здруженијата нема такви пари да градат овие капитални објекти. Ние, по принципот ви реков, на приватно јавно партнерство, идејќи ние се да инициираме, да помогнеме што можеме, да се изграде домо со помош на владата, утражењето на инвеститор за овакви нанови, со тоа што после тоа следува договор за користење под концесија на инвеститорот. Ништо поразлична не е состојбата и во Штип. Овдешното здружение својата заштеда од околу 600.000 евра ја инвестираше во изградбата на објект. Градежните активности се стопирани, а здружението нема повеќе финансиски средства за да ја продолжи изградбата. Општина Македонска Каменица и бугарската општина Белица обезбедија средства за своите домови на култура преку програмата за меѓугранична соработка на релација Македонија-Бугарија. Со европски пари се опремува и модернизира домот на културата во Македонска Каменица, кој наскоро ќе биде и пуштен во употреба. Со 60.000 евра од пари од Европската Унија, културно-информативниот центар Романса ќе набави најсовремена киноопрема кој што ќе се користи во иднина. Исто така, освен на современата киноопрема, културно-информативниот центар ќе набави и персонални компјутери, каде што ќе се користат за потребите на градската библиотека, кој што исто така ќе биде сместена во Центарот за култура. Наскоро ќе почне со работа и културниот дом во општина Македонска Каменица, а со тоа се надеваме, значи во иднина ќе се подобри и културниот живот на граѓаните во општина Македонска Каменица. За другите актуелности, превенцијата во прв план за спречување на трговијата со луѓе. Локалната комисија во Штип за борба против трговијата со луѓе и нелегалната миграција најавуваат проекти за справување со ова зло. Во фокусот е ставена младата популација, учениците и студентите. Локалната комисија за борба против трговијата со луѓе и нелегална миграција во општина Штип најавува стратегија за борба против ова зло кое го прати човештвото и демне нови жртви во 21 век.
Злоупотребата, експлоатацијата, проституцијата како најчести облици на трговија со луѓе ќе ги спречува со мерки на превенција, подигнување на свеста кај младата популација, но и реализација на годишната програма во рамките на 4 годишните акциони планови од Националната комисија за борба против трговијата со луѓе. Работата на комисијата на локално ниво е една од значајните алки во самиот процес на борба против трговија со луѓе и легална миграција, затоа што она што се спроведува на национално ниво секако треба да се спроведе и на локално ниво, односно пред се да се реализира најважната функција на локалната комисија, а тоа е превенцијата од трговијата со луѓе и секако тука е и илегалната миграција како еден по-сериозен проблем кој што е и актуелен во моментов во нашата држава. Во фокусот на работата на локалната комисија се ставени студентите како ризична група. Едукација ќе се спроведе и кај помладата популација во сите училишта со организирање на трибини, делење на промотивен материјал и презентација на видеа. Посебно ќе се стави акцент на младите студенти, ученици кои што често пати сакајки да го запознаат животот во светот, се обидуваат да пронајдат работа во странство и аплицираат преку различни агенции, меѓутоа истите може да бидат и можеби е замка на токму на таква организирана група трговци со луѓе кои што би се нашле во странство и би биле експлоатирани на најразлични начини. Лани во СВР Штип нема пријавено случаи на трговија со луѓе. Според извештајот на Американскиот департмент, во 2015 година во земјава биле регистрирани 4 жртви на трговија со луѓе, од кои 3 деца, а невладините организации идентификувале 94 потенцијални жртви на трговија со луѓе, меѓу мигрантите и бегалците кои транзитираат низ Македонија. Во Штип утре ќе се асфалтира најфреквентната улица во градот. Улицата Борис Кедрич, која поминува преку така наречената зграда Промаја и завршува кај кружниот тек Дујле. Од општината апелираат утре оваа улица да се заобиколува во текот на целиот ден. Како што оваа недела најавивме, општина Штип продолжува со асфалтирање на улиците. Денес механизацијата е во населба Железничка, каде што се асфалтираат повеќе улици во населбата по барање на жителите. А за утре еден апел до граѓаните дека главната улица Борис Кедрич ќе биде затворена за сообраќај од 8 часот до вечерта до 17 часот. Иначе ова инвестиција на општина Штип, од буџетот на општина Штип, и ќе се асфалтираат 1500 метри квадратни во висина околу 600.000 денари. Граѓаните се почесто за викенд патуваат во соседните држави. А тур операторите велат дека се задоволни и од резервираните аранжмани кои треба да се реализираат за предстојниот голем христијански празник Великден. И оваа година за Великден штипјани сакаат да патуваат во странство. Повеќето граѓани за великденските празници ја одбираат Грција, но интересни се и други атрактивни туристички дестинации. По повод на големиот христијански празник Христовото воскресение, туристичката агенција Атлантик и оваа година организира доста патувања во надвор од нашата држава. Така да имаме интерес за патување во соседна Грција, значи аранжманот што го организираме секоја година на островот Крв, повторно ќе се реализира. Имаме како за Великден имаме патување и на Халкидики, значи во Калитеа, во сместување во апартмани за доста прифатливи цени. Понатаму имаме малку нешто подалечни патувања по повод Великден, тоа се патувањата кои што ќе се реализираат за Венеција, за Милано, дел од патувањата ќе се реализираат и во Прага и одредени патувања патници кои што ќе заминат на авионските програми што се за Страсбург. Кај туроператорите се почесто интерес има за викенд аранжмани. Викенд аранжманите се доста актуелни и имаме значи за Великден викенд аранжман, можеме да го кажеме како викенд аранжман што ќе заминат нашите сограѓани за патување во Република Бугарија во Банско. Со значи на два all inclusive и дочекот на великденскиот празник. Други викенд тури организираме секако, значи тие не се поврзани со празниците само, туку се поврзани со викендот, практично петок, сабота и недела. Културата на нашите сограѓани веќе доаѓа на едно повисоко ниво и почесто ги користат викенд патувањата за така наречени народски заполнење на батериите.
Овие патувања најчесто се во соседните држави Грција и Бугарија. За великденските празници, нашите граѓани исто така ќе ги посетуваат и македонските атрактивни туристички дестинации. Дечињата ги четкаат завчињата, но не доволно. Ова е констатацијата на стоматологот кој од изминатава недела ги едуцира дечињата во двете штепски градинки. Првата посета кај стоматолог дечињата со своите родители треба да ја направат уште во втората година од животот. Тоа е единствен начин да се совлада стравот и траумите кои ги доживуваат дечињата уште со самото влегување во ординацијата. На децата до 6 години им е потребна поголема обука за тоа како правилно да ја одржуваат својата орална хигиена. Сите си ги мијат своите заби, но не доволно, е констатацијата на стоматологот Верица Југова, која веќе трети ден ги обучува децата во штипските градинки како да се грижат за своите запчиња. Децата се интересира во врска со тоа како правилно да ги четкаат забите, што всушност е и целта на оваа работилница да научат правилно да ги четкаат. Тие знаат, меѓутоа не ги четкаат доволно и правилно како што треба. Со оваа работилница веќе на крајот тие го научија тоа, го совлада. По секој оброк или најмалку 2 пати во денот треба да се четкаат забите. Миењето треба да трае околу 5 минути или пак во време траење на една детска песничка. Запчињата се четкаат во две насоки, горе-доле, односно како што расте тревата и како што паѓа дождот. Забите се мијат по 2 запчиња и истото го повторуваме 10 пати. Почнуваме. Првата посета кај стоматолог, децата со своите родители треба да ја направат уште во втората година од својот живот. Тоа е единствен начин да се побие стравот и траумите кои ги доживуваат децата, уште со самото влегување во ординацијата. Тие да бидат однесени на стоматолог кога е само за преглед, а не веќе кога им ги боли зап и кога имаат проблем. Ради тоа се ствара оној страф и фобија од доктори, која веќе преовладува во поголемите генерации. Едукативните работилници се во рамки на проектот Здрави деца, здрава иднина. Во проектот, покрај оралната хигиена, децата ќе учат и за здравата исхрана. Штипските студенти во 3 категории ги презентираа своите ораторски способности. На правниот факултет на 7-та поред ораторска вечер ги презентираа своите говори. Студентите Елена Орцева, Иван Боралиев и Христина Спирова се победници на ораторската вечер, која по 7ми пат ја организира правниот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Во преполна сала студентите од правниот, медицинскиот и филолошкиот факултет ги покажаа своите ораторски способности во 3 категории. Говореа за актуелната политичка и економска состојба, демократијата, сиромаштијата, образованието, имаа историски говори. Ќе зборувам за вработувањето на младите во Македонија, колку е тешко нели младите кои што се образовани и интелектуални да се вработат во Македонија и колку млади ни заминуваат во странство со цел да ги остварат своите сонови, бидејќи во нашава држава не може да најдат вработување. Привилегија имаат оние кои што имаат нели партиска книжка, врз основа на непотизам се вработуваат, додека нашите млади за жал кои што немаат такви привилегии ни заминуваат во странство. Со оглед на тоа што живееме во конфекцијски град, сметам дека е важно да се зборува за правата на текстилните работнички кои секојдневно се прекршуваат на сите можни начини. Исто така говорам за тоа дека синдикатите не помагаат во заштитувањето на правата на текстилните работнички. Трудовата инспекција исто така не е ажурна последниве години и мижи пред полните џебови на приватниците. Би сакала јавноста да знае, јавноста е доста запознаена со ситуацијата која што се случува, но некако сите одлучуваме да молчиме и да поминуваме преку тоа секојдневно. Студентите најголем интерес имаат за слободните говори во кои ги искажуваат своите ставови, мислења за проблемите кои ги мачат, помош во пишувањето и презентирањето на говорите имаат од своите професори Димитар Апасиев и Елена Максимова. Ние им ја нудиме целокупната помош и морам да нагласам дека и самото организирање на овие ораторски вечери е на нивна иницијатива. Значи никогаш самостојно ние не ги инициираме ораторските, секоја година тие бараат, значи некако пролет и делот околу патрониот празник на универзитетот ги асоцира на ораторска вечер и тие го бараат, значи незиното одржување. Со тоа што да, помош бараат, јас
јас и Апасиев им ја нудиме целокупната помош, Апасиев особено заради тоа што веќе тој е познат оратор и говорник, неколку пати наградуван. Студентите со своите говори можат да настапат и на 9 мај, кога по повод Денот на Европа се организира ораторска вечер во Скопје. Пред минутите за спорт со следниот материјал ве водиме на градскиот пазар во Штип, каде и овој петок граѓаните си пазаруваат за цела седмица. Најмногу барани актуалните производи за овој период од годината. И овој пазарен петок во Штип цените на производите, пазарџиите за граѓаните ги нудеа по пристапни цени. Изборот богат. Подлично е 110 денари, каставица 60 денари, портокало 50 денари, пиперката 15 денари парче, лутата благата е 180 денари килото, кроквиста 15, магдоносот 10, кромичето 10, лукчето 15, марлова е 20 денари парче, јаболката е 20 денари. Интерес за јужното овошје се уште има. Портокало е 40 денара, мандарината исто 40 денара, бананата е 55 денара, имаме киви 70 денара, јагоди имаме екстра, значи 100 денара канчето е. Штипјани вообичаено пазаруваа како за цела седмица. Па, од се по нешто ќе земеме. Па, например, крставички ќе земеме, макдоносче ќе земеме. Па, и кормит може, се може, зелка да земеме. Како цените? Па, добри се. Богат избор и на производите кои се вбројуваат во здравата храна. Кело е 50 денара од парче, околу 2 кило е кело. Дајконо ни е од 30 и 20 денара парче. Прокило е 70 денара половин кило, бритвата 15 денари, кормичето е тие 10 денари од врзано, луко 15 денари, роквицата 15 денари, целеро од големината зависи од 80 до 60 име цел. Тиквичката 120 кило, ѓумберо 200 и 100 денари име недобар, морково 30, цвекото 30, трупката 30 и француски макдонос имаме 20 денари од парче. Поголема гужва на градскиот пазар во Штип денес имаше во попладневните часови. Во делот за спорт, одбојка. Одбојкарските суперлигашки екипи овој викенд на програмата ги имаат надпреварите од редовното 13-то коло. Во спортската сала Јордан Мијалков во Штип ќе има двојна програма. Женската екипа на УГД Студент ќе игра со екипата на СВСК од Куманово, а машката екипа за противник ја има екипата на Борец од Велес. Уште две кола остануваат до крајот на првенството на суперодбојкарските лиги на Македонија и во машка и во женска конкуренција. Во предпоследното 13-то коло екипите на УГД Студент Штип ќе играат пред своите симпатизери. Утре сабота со почеток во 16 часот во спортската сала Јордан Мијалков ќе се сретат екипите на УГД Студент и на Борец од Велес. Еве ги комплетните парови за оваа 13-то коло во машка конкуренција. Шутова Лирија, Пробештип Струмица, УГД Студент Борец и Вардар Лешок. Женската екипа на УГД Студент ќе се сретне со екипата на СВСК од Куманово и овој надпрв ќе се одигра утре сабота во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 19 часот. Еве ги комплетните парови за ова 13-то коло во женска конкуренција. Пелистер Волеј Македонија Макс, УГД Студент СВСК Куманово, Јанта Волеј Универзитет Тетово и Бамикор Наковски Волеј. Овде ја заокружуваме петочната информативна емисија Мирис телевизија. Ви благодариме за вниманието, но ве поканувам да останете во продолжение со програмата Мирис телевизија. Проследете ја временската прогноза, какво ќе биде времето за деновите од предстојниот викенд, а веднаш потоа емисијата Отворено на тема. Наши ваш гостин е ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Разговорот со него го води главниот и одговорен уредник на Ирис телевизија Војо Маневски. Имајте пријатни моменти со Ирис телевизија и убав викенд.